најави за денешните настани. Неопходни се реформи за унапредување на статусот на медицинските сестри и акушерки. Општина Охрид свечено ќе го одбележи денот на македонската револуционерна борба. Секој човек треба да знае да укаже прва помош. Викендов започнува зимското сметање на времето. Никола Саркози е првиот повоен француски претседател што отиде во затвор. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди и релативно топло со максимална дневна температура до 16 степени, што е вообичаено за овој период од годината. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе преовладува умерено облачно и свежо време. Во среда во најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. На југ од Велика Британија, Франција и областа на Алпите се очекуваат поројни врнежи. Во источна и југоисточна Европа, како и на Пиренејскиот полуостров, ќе преовладува стабилно време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Локално во централните и источните предели стабилно време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 20 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат во интервал од 5 до 13 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 9 до 18 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и топло со дневна температура до 18 степени. Во петок умерено облачно и нестабилно со услови за слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19. Во сабота посвежо утро со температура од 10 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 19 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро. Систина очна болница бај Промедика офталмологија. Прва регионална очна болница Битола. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор,
Купувањето во еден бауцентар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и јоргани, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Неопходни се реформи во здравствениот систем за унапредување на положбата на сестрите и акушерките на нивното работно место и на можностите за нивен кариерен развој. Помеѓу приоритетните прашања се донесување на закон за здравствена и акушерска нега, признавање и вреднување на високото образование на сестри и акушерки, како и нивните специјализации.
Условите при работа, несигурна вработеност, ограничени можности за напредување и кариерен развој, институционална невидливост се само дел од проблемите поради кои голем дел медицински сестри заминуваат од земјава. Медицинските сестри како група здравствени работници се опфатени во Законот за здравство, но од 2004 година се работи на посебен закон за здравствена и акушерска нега. Па овој кадар, јас мислам дека ќе се задржи ако се направи регулативата, точно, значи, која сестра каде припаѓа, кои компетенции има, кои одговорности, да биде инволвирана на повисоко ниво, значи во групите кај што се одлучува за сестринството, значи во донесувањето на одлуки, кога се носат, да биде застапена во телата, како што се здравствени комисии, одбор на етички, значи сегден да може да се чуе нејзиниот глас. И државите во регионот се соочуваат со одлив на медицински сестри во побогатите европски земји. Од Комората на медицински сестри во Хрватска посочуваат дека со зголемување на платите и со одредени бенефиции прават напори да го задржат овој кадар. Повеќали уписне квоте и у средње медицинска школа и на Ги зголемивме и квотите за запишување во медицинските училишта и високите школи, бидејќи се уште има желба и интерес кај младите луѓе за оваа професија, за разлика од Европската унија и западните земји, каде нема интерес за оваа работа која е изразито и психички и физички тешка. Акушерките потешко се одлучуваат да заминат во странство, бидејќи во западните земји потребно е да се води породување во домашни услови без присуство на доктор. Амбасадата на Словенија во Македонија во соработка со Македонското Министерство за здравство и Сдруженијето на акушерки, како и Канцеларијата на Светската здравствена организација, работи на проект за подобрување на образованието и статусот на акушерките во земјава, кој има за цел меѓу другото и формирање на регулаторно тело. Би имало за цел прво да не приброи колку сме, да не приброи со какво образование сме, да ги издаде првите лиценци и да направи еден правилник за понатамошна наша доедукација, тоест можно релиценцирање зависно од приликите какви ќе бидат. Ако преброиме во родилните сали, многу се малку. Акушерките работат и на другите оддели, не само во родилната сала, што сметам дека не треба да е така. Секоја акушерка треба да го работи она што е примарна дејност. Бројката на медицински сестри во земјава изнесува од 8 до 9.000. Во организација на Националното здружение на медицински сестри и акушерки, деновиве во Охрид се одржува 21-иот национален симпозиум со учество на земји од регионот под наслов Сестринството во фокусот, од невидливи до неопходни партнери во здравствените реформи. Општина Охрид свечено ќе го одбележи 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Програмата започнува утре, 22 октомври во 12 часот со промоција на книгата Охридски фолклористи од авторите професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓоргодимовски во издание на Општина Охрид. Следи обраќање на представник од Општина Охрид, обраќање на авторите, обраќање на уредникот на едицијата Охридско книжевно наследство, како и настап на Митко Колјушевски и учениците од Основното музичко училиште Методи Патчев. Во 19 часот ќе се одржи свечената академија по повод празникот во Центарот за култура Григор Пртличев со почеток во 19 часот. Предвидено е обраќање на представник на Општина Охрид, како и културно-уметничка програма. Во четврток 23 октомври од 10 часот во градскиот парк ќе биде положено свежо цвеќе пред спомен обележјата на охридските револуционери. Црвен крст Охрид како една од своите приоритетни заложби го има ширењето на знаењата и вештините за укажување на прва помош. Од организацијата посочуваат дека од големо значење е секој човек да знае да превземе брза акција и да укаже помош при повреди и несреќи, со што ги зголемува шансите за преживување на повредениот. Првата помош е витална иницијална интервенција која спасува животи и помага за намалување на сериозни повреди. Црвен крст Охрид како една од своите приоритетни заложби го има ширењето на знаењата и вештините за укажување на прва помош, со цел тие да бидат достапни за сите, како хуманитарен акт кој ги овластува луѓето да помогнат при нагло настанати повреди.
Обуките се во текот на целата година и повикот за секој кој што знае, кој што сака да научи да укажува прва помош е кај нас отворен и може да дојде секој, значи било кое лице кое што има потреба тоа да го научи. Со најразлични кампањи во текот на целата година ги анимираме и мотивираме граѓаните да научат прва помош, затоа што е тоа од круцијално значење за еден човек да знае, да укаже, да помогне и себе си, но и на оние во околината. Не знаеме во каква ситуација можеме да дојдеме. Црвен крст Охрид спроведува едукација по прва помош за ученици од основни и средни училишта со цел да можат во случај на итност да помогнат на своите соученици. Организацијата е овластена за спроведување на обуки по прва помош наменети за возачи на моторни возила за вработени во јавни и приватни организации од различни сектори, бидејќи согласно Законот за безбедност и здравје при работа, секоја фирма мора да обезбеди обука за прва помош за своите вработени. Обуките се спроведуваат од страна на стручни обучувачи и се прилагодени на потребите на работната средина со посебен акцент на практична примена на мобилен дефибрилатор како клучна алатка за спасување животи. Укажувањето прва помош е наш фокус и наш приоритет и многу придаваме на тоа важност, особено што Црвениот крст во државата е овластен за обуки по прва помош и за возачи на моторни возила и за возачи на пловни објекти и за оние вработени во работни организации. Сертификатите кои што ги издава Црвениот крст, кој што е членка на ЕФАК, на Европската федерација за прва помош, се валидни и признаени на секаде во светот. Апелирам секој кој што сака да научи да укажува прва помош или да ги освежи знаењата, слободно да дојде во Црвениот крст, ние тоа ќе го организираме за нив. Првата помош треба да се укаже навремено и правилно. Неправилно укажана прва помош може да доведе до загрозување на животот на повредениот. Црвениот крст настојува првата помош да биде достапна за секого и барем по едно лице во секое семејство да има можност да научи да укажува прва помош. Велосипедист повреден во сообраќајна несреќа. Денеска во СВР Охрид е пријавено дека во 8 часот на крстосница од улица Живко Чинго со улица 15 Корпус се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Шкода со скопски регистарски ознаки управувано од 47 годишен охриѓанец и 68 годишен велосипедист од охридското село Валгошти. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил велосипедистот, констатирани во болницата Свети Еразмо во Охрид. Увид извршила екипа од СВР Охрид. Викендов започнува зимското сметање на времето. Викендов, односно ноќта помеѓу 25 и 26 октомври, ќе започне зимското сметање на времето. Стрелките на часовниците ќе се поместат за 1 час наназад, односно времето во 3 часот ќе се смета за 2 часот по полноќ. Зимското сметање на времето почнува секој последен викенд во месец октомври и трае до последниот викенд во месец март наредната година, кога повторно настапува летното сметање на времето. Оваа промена, која традиционално носи повеќе дневна светлина наутро, но и порано затемнување попладне, годинава ќе се случи најрано во последните 11 години. Летно и зимско сметање на времето применуваат околу 70 земји, за да се заштеди енергија со тоа што периодот на дневната светлина од раните утрински часови ќе се премести навечер. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.